а, да те информирам дека може сега да почнеш со твојата презентација. Ако имате некакви прашања, јас секако ќе навлезам и ќе ве прекинам со прашања од публиката, така да се надевам дека ќе имаме успешна работна сесија, успешен вебинар. Ти благодарам, Адријана, многу за најавата за она што ќе го зборуваме денеска. Добри дојде исто и на сите кои што се веќе вклучени на овој вебинар. Она што ние овдека во Метаморфозис го имавме како идеја кога ја подготвивме програмата, ајде да кажеме, или содржината на она што денеска ќе го зборуваме, е еден концепт на што треба конкретно да обрнеме внимание кога станува збор за нашето живење во оној, да кажеме, паралелен дигитален свет, односно нашето однесување вкупно на кога сме на интернет. Она што секогаш мене ми паѓа на памет е дека колку и да зборуваме на оваа тема, никогаш веројатно нема да ги исцрпиме сите прашања и сите предизвици со кои што се соочуваме додека сме на интернет. Но секако колку и да одиме по правилата кои што се пропишани од секој провајдер или веб страна или сервис, сметам дека секогаш треба да тргнеме од индивидуалното, односно од тоа како ние, секој од нас, ја сваќа приватноста, бидејќи реално не секој од нас еднакво ги доживува оние работи кои што се приватни, интимни, и оние информации или податоци кои што сака да ги сподели со остатокот од луѓето кои што се на интернет. Многу често некои нели имаме обичај да кажеме па јас немам што да скријам. Меѓутоа, кои податоци се несоодветни за да бидат објавени на интернет, и нема толку многу голема поврзаност со тоа дали ние имаме нешто како личности да скриеме од светот или не. Мораме да размислуваме за тоа дека многу често може би откриваме и многу повеќе за нас од што мислиме дека правиме. Но не е само индивидуалноста или личниот пристап кон ова. Ќе разговараме за тоа колку често размислуваме реално и за туѓата приватност. Дел од проблемите кои што се појавуваат, ајде да кажеме, на интернет, особено при користењето и на социјалните мрежи, многу повеќе се однесува на почитувањето и на туѓата приватност отколку на нашата собствена. И исто така многу важно прашање е дали воопшто при користењето на интернетот генерално сме свесни каде се дели одговорноста за заштитата на нашата приватност на интернет. До која мера сме самите ние одговорни за нашата лична заштита на интернет, а од каде натаму веќе треба да побараме помош од некој друг, и кој е тој друг кој што би можел да ни помогне во ситуација кога нашата приватност на интернет е нарушена. Она што да, повеле Дејана. Извини, јас многу сакам да дознам колку од нашите нели присутни гости кои што се веќе на вебинарот користат повеќе од еден профил на социјалните медиуми. Имаме подготвено еден прашалник кој што нели ќе користи за да дознаеме повеќе за тоа колку вие сте вклучени во социјалниот свет и во социјалните мрежи и колку тие ви помагаат или ви одмагаат можеби во секојдневието. Јас сега би сакала да споделам со вас еден прашалник на кој што ќе може да гласате. Прашањето на овој прашалник е на колку социјални мрежи имате креирано свој профил. Имате неколку опции кои што може да ги одберете. Ќе почекаме неколку минути додека гласаат сите.
Значи, одберете една од опциите кои што ви се прикажани. Значи, имаме неколку опции, имаме имаме еден профил, 1 до 3 социјални медиуми каде што имате профил, 4 до 6 социјални медиуми. Тие што не знаат, значи, што се социјални медиуми, може да го одберат тоа поле и дека користите само анонимен профил. Моментално се уште се гласа и многу се интересни резултатите кои што и произлегуваат од гласањето. Се уште немаат сите кликнато на сите одговори, така да ќе оставам уште неколку секунди сите да се одлучат за нивниот одговор. И многу е битно ова прашање, бидејќи ова создава една конкретна слика на тоа што во секојдневието правите, и мислам дека Елена има веќе одговор на фидбекот или на целиот произнос на одговори кои што ќе следува. Ја мислам дека сите веќе одговорија. Затоа би сакала да го затворам сега прашалникот и да ги споделам со вас информациите, значи како гласавте. Имаме повеќето, значи користат повеќе од 1 до 3 социјални медиуми. Имаме некои кои што имаат само еден профил на социјалните медиуми, некои дури имаат од 4 до 6, што е веќе и секојдневие би кажала. Повеќето гледам дека сите знаат што се социјални медиуми. Нормално сега во 21 век веќе е неизбежно да користиме социјални медиуми и секако имаме 4% од публиката кои што користат само анонимни профили. Елена? Да, интересно е она што наредно го имав како информација во презентацијата. До пред некоја година, да речеме, постоеше една интересна дефиниција и подолба на 3 генерации на интернет корисници. Ако ги земам овие резултати од ова прашање кое што го поставивме предвид, би можела да заклучам дека имаме измена во навиките на овие 3 генерации на интернет корисници. Со оглед на тоа дека имаме возрастни учесници на овој вебинар, кои што би спаѓале во она, да речеме, генерација на интернет корисници која што интернетот го гледа како нешто корисно, како нешто кое што може да помогне во секојдневното работење и комуникација. И тешко ги дефиницијата генерално за таа генерација дека тешко ги прифаќа модерните трендови, затоа ќе кажам дека можеби веќе зборуваме за една генерација помеѓу овие кои што официјално, да кажеме, се детектирани, и дека веќе и сите ние сме љубопитни да дознаеме како функционираат социјалните мрежи и како ние можеме да извлечеме најдобро нели што можеме од социјалните мрежи. Искрено, бројот на користење на социјални мрежи е една информација за која што можеме да разговараме, меѓутоа на кој начин ги користиме тие социјални мрежи е веќе нешто што е многу важно во однос на оно што денеска го зборуваме. Бидејќи имаме наставници во групата која што е вклучена на овој вебинар, предпоставувам дека ќе се служат дека најмладите или онаа трета генерација на интернет корисници многу различно ги користат социјалните мрежи, сигурно имаат искуство од нивното секојдневно комуницирање со учениците. И предпоставувам дека сето она за кое што ќе зборуваме денеска ќе биде многу корисно да се пренесе натаму на најмладите, бидејќи тие можат да кажеме дека буквално живеат на интернет и за нив важи оноа правило: ако те нема на Facebook, исто како да не постоиш. Тоа неколку пати го имаме слушнато токму од ученици, од млади деца, кои што и не толку многу внимаваат што се споделуваат на интернет. Повторно ќе кажам, она што сите не засега, без разлика на тоа кој од која генерација е или кој од која причина го користи
дали е социјална мрежа или друг тип наладка, небитно, е како да се заштитиме од несакани и непријатни случувања онлайн и како да поставиме јасни граници помеѓу јавното и приватното. Да знаем, не поинтата никогаш не била овие презентации и овие дискусии да предизвикаат параноја и да ги истакнуваме само лошите работи што би можеле да се случат. Напротив, треба да знаеме како да ги користиме придобивките кои што ги нудат новите технологии, без при тоа да направиме штета себе си или на некој друг. И да можеме да го дефинираме сето тоа, и нели да можеме да самите да детектираме што би требало да направиме за да заштитиме, треба секогаш да тргнеме од фактот дека интернетот е јавен простор. Интернетот не е простор каде што ќе седнеме зад екранот или ќе го земеме мобилниот в рака и мислиме дека сме сами со себе и никој не гледа што правиме. Значи, може да го скриеме нашиот идентитет, може никој физички да не гледа, меѓутоа нашите постапки онлайн апсолутно се јавни и тоа мораме да го имаме на ум секогаш кога нешто правиме на интернет. Без разлика како се представуваме во виртуелниот простор, податоците за нашето користење на интернетот откриваат многу за тоа кои се нашите навики, кои се нашите потреби, компаниите кои што, да кажеме, се рекламираат, еве како пример на интернет, вложуваат многу во тоа да ги следат нашите навики и потреби, па потоа нели да извршат еден вид на профилирање, да ни испратат реклами или пораки за директен маркетинг, кој што може и да не зачудат зошто воопшто сме ги добиле, да не ни текне дека самите сме го дозволиле тоа или сме кликнале некаде каде што предолго било да читаме што пишува, сме кликнале само I agree или ја прифаќам политиката и потоа нели не се сеќаваме дека нешто такво сме сторили. Во принцип, општото правило, ако го земеме предвид фактот дека интернетот е јавен простор, општото правило би било дека на интернет не треба да го постираме или не треба да се однесуваме онака како што никогаш не би се однесувале ни на улица, ни дома, ни меѓу пријателите. Значи, секое добро однесување кое што важи како правило во животот, генерално важи како правило за добро однесување и на интернет. Мислам дека можеме да уште малку да ги вклучиме нашите слушатели на овој вебинар со уште некое прашање, да видиме како размислуваат по однос на одредени прашања. Адријана? Наредното прашање е колку часови во денот сте на интернет, дали тоа е 1 до 3 часа, 4 до 8, дали цел ден го поминувате на интернет или воопшто не користите интернет, што би било навистина интересно, бидејќи денеска повеќето од граѓаните веќе користат интернет и стана дел од нашето секојдневие, Елена. И мислам дека многу е мал процентот на граѓани, особено кај нас во Македонија, кои што не го користат интернетот воопшто. И дури не знам дали воопшто постои некаде некаква информација од нашите интернет провайдери кои што нели се во нашата земја, колку корисници користат интернет во Македонија. Мислам дека таква информација не постои кај нас, а е многу интересна за целата јавност. Може би Агенцијата за електронски комуникации би поседувала таква информација? Да, во секој случај мобилни оние оператори кои што всушност овозможуваат интернет врска, но и Агенцијата за електронски комуникации треба да има статистика за тоа колку интернет корисници постојат, иако можеме да зборуваме за релевантноста на податоците со оглед на тоа колку сите сме навикнати на користење на Wi-Fi мрежи или на друг простор, но секако официјален податок за тоа колку корисници
користат интернет апсолутно дека како бројка мора да има. Но тоа повторно ќе кажам не значи реално колку луѓе користат интернет и колку време во текот на денот го користат. Многу интересно како појава, нели сме ја зборувале и сите го имаме истиот коментар кога ќе отидеме никаде, а не сме дома. Прво што прашуваме кој е пасвордот за Wi-Fi. Тоа е покажува нашата навика да немаме што конкретно да правиме во моментот на интернет, едноставно навикнати сме да бидеме онлайн за секој случај. Апсолутно. Да. Дури имаме коментар од Лазе кој што кажува дека има таков извештај за 2014 година, дури ни прати и линк кој што можам да го споделам со сите на чат. А исто така би сакала да го затворам гласањето, бидејќи веќе повеќето од сите наши присутни го одговорија, 90% од присутните го одговорија прашалникот и резултатите се значи интересни. 4 до 8 часа, што значи скоро цел ден, повеќето го користат интернетот, дури има некои кои што 25% од присутните кои што го користат интернетот цел ден и имаме еден процент од 29 присутни кои што го користат интернетот 1 до 3 часа во денот. Да, и нормално предпоставен одговор беше овој кој што го добивме, со оглед на тоа дека сме и постојано преку нашите мобилни телефони вклучени на интернет, но времето поминато на интернет како количина нормално не значи квалитативно поминато време на интернет. Иако, да кажеме, многу од нас го користат, се постојано вклучени на интернет токму заради користење на алатки за комуникација. Сите веќе комуницираме на Viber, па ние најважно да имаме интернет конекција постојано. Но квалитетното користење на интернетот е нешто за кое што би сакала понатаму да поразговараме, односно на неколку прашања кои што за жал се покажува дека се уште мора да ги посочуваме како препораки, иако многу пати до сега се зборува за тоа, но сепак останува како нешто кое што не стекнуваме навика да го следиме и да го смениме како наше однесување на интернет. Значи, сигурна сум дека и нашите слушатели моментално, но и сите генерално кои што имаме паметни телефони, користиме неколку мобилни апликации секојдневно. Значи, без разлика за што се апликациите, ги користиме. Кога ќе тргнеме да даунлодираме некоја апликација, од нас се бара да се согласиме дека таа иста апликација ќе има пристап до нашите податоци од уредот од кој што ја симнуваме. Исто така, кога пристапуваме, не мора да е апликација во прашање, кога пристапуваме на веб-сајтови кои што, да кажеме, имаат како своја политика да собираат наши податоци како нивни посетители, скоро никогаш сега не сакам да генерализирам, меѓутоа повеќето од нас го правиме истото. Без многу детално читање на она што ни се појавува како порака, се согласуваме да бидеме следени или да прифатиме така наречени cookies, или по нашиот официјален превод на македонски се преведени како колачиња, кои што се всушност една мала датотека создадена од бројки и букви, која што презема податоци од уредот преку кој што сме приклучени на интернет или преку кој што симнуваме одредена содржина. Cookies, значи колачето, да го кажеме, не може да ги прочита информациите од нашиот уред. Значи не може да содржински да прочита што ние имаме во телефонот или на компјутерот. Меѓутоа, може да ги собира и да ги чува личните податоци кои што ги внесуваме при користењето на конкретната страна или апликација. И со тоа да следи каде сме се движале, што ни интересирало, каде сме кликнале. И потоа да
да ни биде и чудно и интересно од каде баш добиваме реклами кои што се однесуваат на нешто што сме го пребарувале на интернет пред 15 на минути. Во последно време, ако сте приметиле, да кажеме како Facebook тоа го прави, ако во моментов на Google пребаруваме нешто, на било која тема, за помалку од 5 минути на Facebook во спонзорирани реклами од десната страна веќе се појавуваат конкретни понуди за она за кое што на Google сме пребарувале. Значи, секогаш кога можеме, кога ни се дава таква опција, треба да размислиме дали ќе ја прифатиме опцијата за активни кукис на вебсајтот каде што се наоѓаме, или доколку станува збор за мобилни апликации, дали сакаме таа конкретна апликација реално да собира податоци за нашето однесување на интернет и за нашите преференции кои што ги имаме. Но дури да одбереме да ги прифатиме тие колачиња или дури да дозволиме на некоја апликација да може да собира наши податоци, секогаш треба да бидеме свесни дека треба да ја побараме опцијата за да некогаш кога ќе се предомислиме, тоа можеме лесно и да го сториме. Значи секогаш треба да видиме дали ни се нуди опт-аут принципот, односно принципот на откажување од нешто со кое што претходно сме се согласиле. Она што кога веќе сме кај мобилните телефони и користењето на апликации и логирање на интернет од секаде, исто така многу интересно, се однесува на чекирање или пријавување на тоа каде сме и што правиме. Па тука би сакала исто ако може да чуеме, да прочитаме. Да, интересно е тоа дека навистина, Елена, не само другите, туку и ние самите ги правиме таквите да кажеме чекирања кога одиме некаде или кога сме на некој интересен настан. Секогаш што го правиме можеби несвесно за ризикот кој што ни го носи ваквиот податок кој што го објавуваме. Иако не знам дали ти препорачуваш да се користи ваквата опција кога веќе нели самите социјални медиуми ја доставуваат како алатка која што може да ја користат сите корисници на социјалните медиуми. Па во принцип јас немам ништо против сите опции кои што некоја социјална мрежа ги нуди. Меѓутоа, мудроста е во тоа да знаеме што е умно, а што не е да се појави како податок на интернет. Пред Нова година сигурно ќе се сетат и оние кои што се со нас во моментов, имаше повторно случај на грабеж заради тоа што беше објавен статус на Facebook дека нели сите одат на некое патување за Нова година и оној кој што сакал да го искористи тоа видел дека ќе биде станот празен во тој период. Значи повторно ќе кажам, никако не смееме да даваме примери кои што се само негативни, кои што ќе предизвикаат да не сакаме да ги користиме социјалните медиуми. Меѓутоа, да, затоа што и тука би сакала да се надоврзам дека вистина е дека некогаш тоа помага за например за креирање контакти кога сме на едно исто место, например може да креираме контакти со други колеги ако се наоѓаме нели на конференција, па да се најдеме на едно исто место, па да се запознаеме со повеќе луѓе кои што се на истата локација со нас. Апсолутно да, апсолутно, затоа реков, треба умно да ги користиме сите тие можности кои што ни се нудат. А инаку, јас, ако се прашувам за лично мислење, сметам дека навиката која што помладата генерација особено ја има, на чекирање од секаде каде што се движат во текот на денот, мене не ми се допаѓа лично. Можеме да сосема друга тема и многу широка тема е сајбербулингот и педофилијата. Не би сакала да навлезам натака, меѓутоа количината на информации меѓу кои што и локацијата на која што се наоѓаме
апсолутно треба да биде размислена и ограничена, особено кај младите. Значи, да, и ние возрастните знаеме да направиме и грешка и превид и да донесеме некоја одлука која што можеби подоцна нема да не се допаѓа. Ке збориме подоцна и за објавувањето на фотографии, обично тука правиме доста, ајде да не кажам грешки, меѓутоа можеби непромислени активности, меѓутоа сепак треба да се ограничи, да се објасни зошто треба да внимаваме во тој контекст. Меѓутоа не станува тука збор само за чекирање на Facebook, ајде да видиме како резултатите како се, бидејќи навистина е многу интересен податокот кој што за кратко ќе го видиш Елена, навистина и јас се изненадив бидејќи не очекував дека ќе има од присутните кои што не објавуваат воопшто локација, а тоа се 52% од присутните на овој вебинар. Значи во одговорите имаме по 10% од присутните кои што се чекираат само на конференции и за време на некое патување, додека 29% од 100 само кога се со пријатели или на средби со најблиските. Да, ова веќе личи на онаа генерација на интернет корисници за која што подоцна зборувавме, претходно односно зборувавме, се извинувам. Како што кажав, значи не станува збор кога зборуваме за нашата локација, не станува збор само за чекирање на Facebook. Зборуваме за апликации, повеќе апликации кои што секојдневно ги користиме, а кои што откриваат податоци за тоа каде ние реално се наоѓаме. Значи со самото правење на активна на опцијата на GPS, ние веќе даваме отворена информација каде сме и каде се движиме. Па нели зошто би го оставиле тоа активно доколку не сакаме. Значи многу е лесно да се деактивира таа опција доколку не сакаме да се знае каде се наоѓаме или каде се движиме. Најчесто таа опција е оставена, да кажеме, вклучена несвесно или од навика или не знам да провериме колкава е температурата надвор. Меѓутоа сепак треба да внимаваме за тоа на кои се дозволуваме пристап преку тоа што ја оставаме оваа опција активна. Јас неколку пати сум имала случај да чујам родители кои што сметаат дека не само податокот за локацијата, туку и дополнително би направиле нешто за да може да ги следат своите деца каде се наоѓаат. И сега замислете како би се чувствувале сите ние кога би знаеле дека некој постојано не следи каде да се движиме. Значи повторно ќе се вратам на што претходно го зборувавме. Пред нешто да прифатиме, апсолутно треба да бидеме информирани дали го сакаме тоа како активна опција. Значи пак ќе кажам, никој од овие апликации, од никој од овие алатки се толку многу лесни за користење, треба само да им посветиме внимание и да имаме на ум дека е наш избор и наша одговорност што конкретно споделуваме па и локацијата. Она што мене ми остава една многу голема дилема е тоа што, да кажеме, неколку години наназад, кога се зборува за безбедност на интернет и за препораки за безбедно користење на интернетот, секогаш се враќаме на темата за користење на каков тип на кориснички лозинки треба да користиме. Секоја година имаме листа на 100 најнепосакувани, најлесни за хакирање лозинки и повторно е ова тема на која што се навраќаме, бидејќи повторно најголемиот број на злоупотреби настануваат токму заради некористењето на доволно јаки лозинки при користењето на социјалните мрежи. Затоа и првото прашање кое што го поставивме, би сакала да го поврзам сега и со ова што го зборуваме, колку социјални медиуми користиме истовремено, на колку апликации имаме даунлодирано на нашите мобилни телефони,
колку имейл адреси користиме во исто време. Сите ние користиме повеќе од една имейл адреса. И во моето искуство додека работев во дирекцијата за заштита на личните податоци, можам да бидам сигурна дека и денес тоа се случува со оглед на тоа што читаме нели информации и извештаи, дека најголемиот број на злоупотреби на интернет се случуваат токму заради тоа што користиме лозинки кои што се многу лесни за да ги предпоставиме. Да речеме, не знам, датумот на раѓање, име на дете или на миленик и многу, ако некој добро ве познава, многу лесно може да предпостави која е лозинката која што ја користите за влез на одреден, дали е социјална мрежа или имейл адреса, неважно. Или пак се тоа лозинки кои што се многу куси, кои што не содржат ништо карактеристично во нив, кое што би било како дополнително, да кажеме, би ја зајакнало самата лозинка, и кои што лесно се паметат. Нормално, не секој може да запамти 10 различни лозинки, ако е препорачлива. Па од таа причина користиме често иста лозинка на повеќе места, една ќе се ја запамтиме и таа не е, меѓутоа, доколку некој таа една ни ја пробие, нели, веќе ќе има пристап до сите социјални мрежи, мејлови кои што ги користиме. Затоа треба да секогаш да се актуализира ова и да се повторува, иако пак ќе кажам, не можете да отворите веќе имейл адреса без да имате јак пасворд, тоа самиот сервис го бара, меѓутоа истава грешка се прави, зборам од типот на злоупотреби кои што се пријавени, кои што се јавно нели кажани дека се пријавени, станува збор за нели за злоупотреба на кориснички имиња и лозинки. Ова особено треба да биде исто така повторувано и на најмладите, кои што да кажем можеби повеќе се занимаваат со тоа да еве имаме наставници во групата, нека го кажат нивното искуство, баш сакам некој да даде некоја информација на оваа тема. Освен што им е интересно да прават лажни профили, лажни имейл адреси, често се случува да токму некоја злоупотреба со пробиена лозинка е направена баш од помладата генерација. Повторно ќе кажам, не сакам да генерализирам, меѓутоа имаме такви податоци. Исто така за повозрастните, нешто што е забележано како навика е лозинката да се напише на ливче, ливчето да се стави да се залепи на компјутер и нели џабе ја имаме лозинката кога секој што ќе влезе во канцеларија може да ни ја прочита од самото ливче кое што го имаме ставено. Значи ова исто така е нешто што треба да биде сватено како личен податок кој што не треба да се споделува со никој друг, освен да го знаеме само ние кои што сервисот го користиме. И исто така уште една работа е дека лозинката не се кажува на никој друг, колку и да имате доверба во некого, колку и да ви е некој близок, значи не се кажува лозинка на нешто што го користите само вие и е ваш личен профил, имейл или кој да е друга алатка или интернет сервис. Дали може некој од присутните да сподели коментар или информација дали младите, дали децата, дали вашите ученици доаѓаат кај вас за да се пожалат од нешто што им се случило на интернет, еве, или е поврзано со некаква злоупотреба на приватноста или било каква друга информација на интернет? Да, сите тоа може да го направат во делот чат, кој што е поставен на самиот софтвер, треба само да го отворите истиот или ако можете тоа истото нели во делот за прашање да го поставите можете. Слободно пратете ни конкретен пример за да може да
додека е Елена со нас, нели, да ни даде некаков совет, а исто така ако може да посочи за кои институции може да помогнат, ако тоа не можеме сега тоа да го направиме, да ни посочи информација или конкретна институција каде би можеле да се обратите за таквите случаи, бидејќи верувам дека се многу, а Елена, ја мислам дека не се само децата тие кои што имале такви случаи на интернет. Да, Дека апсолутно, исто и ние сме. Да, не се само децата, децата тука ги споменав бидејќи имаме наставници кои што се со нас во моментов, па ме интересира дали воопшто децата се чувствуваат слободни да дојдат и да побараат помош, бидејќи од она што го имам јас како искуство и родителите и наставниците со кои што сум разговарала, велат дека децата да ќе дојдат, ќе кажат дека имаат проблем, меѓутоа само кога проблемот веќе ќе отиде предалеку, дека не можат да почувствуваат опасност во старт и дека од страв или од срам или од незнаење како да се снајдат со она што им се случува, доаѓаат и бараат помош кога веќе нештата ќе се искомплицираат во поголема мера, а можело нели да се превенира предходно. Затоа чисто ме интересираше да видиме ако имаме некој коментар. Во секој случај сите ние сме изложени на истите ризици, само што секој од нас различно знаење има за да знае како да се справи или како да превенира одредена злоупотреба на интернет. Многу често постојат многу софистицирани типови на измами и на интернет злоупотреби кои што и не знам да сте најголемиот експерт во областа, можеби нема да можете да предвидите одредена злоупотреба која што може да се случи, меѓутоа повторно ќе кажам, зависи од личниот индивидуалниот пристап кој што го имаме при користењето на интернет алатките и на интернетот генерално. Имаме еден коментар, Елена, од Јулијана. Она прашува, значи, прашува дека има случаи каде што учениците често се обраќаат за помош со хакнати профили и така натаму. Ја прашуваат, значи, за помош што да преземат, каде би можеле да се обратат и слично, но најверојатно Јулијана веќе немала некое решение кое што било долготрајно, можеби во моментот нашла некое решение краткотрајно. Дали ти би можела во овој случај да дадеш некој пример за тоа како би можело да им се помогнат на учениците кои што се обраќаат со хакнати профили? Јас сум сигурна дека наставниците обрнуваат внимание на ова што го зборуваме и дека кој помалку, кој повеќе споделува со учениците искуства и совети во врска со користењето на интернетот. Тоа го знам, бидејќи знам за неколку и проекти, неколку активности во кои што и јас сум учествувала, меѓутоа и да не сум учествувала, знам дека се случила. Така што сметам дека свеста кај наставниците во овој дел е покрината, што е одлично. Но исто така сметам дека можеби не доволно се обрнува внимание на психолошкиот момент кога ќе дојде до ваков еден проблем. Значи, мој апел би било, да речеме, освен наставниците и психолозите би требало повеќе да се вклучат во сето ова, заради тоа што злоупотребата и особено тоа хакирање на профили, креирање на лажни профили, значи јас имам конкретни такви случаи кога меѓу себе си креираат лажни профили од различни причини кои што можеби да почнат како нешто што е забавно и смешно, а да завршат како нешто што е реално голем психолошки проблем за еден млад човек. Во секој случај постои граница каде може еден наставник и едно училиште да помогне. Официјалните патишта за помош во нашата држава се Дирекцијата за заштита на личните податоци, која што има надлежност да постапува во вакви ситуации, односно да побара одредена содржина да биде избришана, сега не од сите социјални мрежи и
провайдери на интернет сервиси, меѓутоа со голем број на најкористените од нив, оваа институција има договор и ево постојана комуникација што е од голема помош за да може да се помогне на ваквиот тип на злоупотреби. Значи тоа од она што јас го знам и е моје искуство, оди релативно брзо, значи можеби не веднаш, меѓутоа за некои 48 часа се добива првиот одговор, па понатаму се продолжува со постапката за бришење на одредена содржина. Исто така, во зависност од видот на злоупотреба која што се случила, може да постапува и Министерството за внатрешни работи, кое што во својот сустав има единица за борба со компјутерски криминал и во токму овие луѓе кои што работат во единица, работат на интернет злоупотреби кои што се потешки, да кажеме, по вид, меѓутоа може да се водат како случај од нивна страна. Зборувам во смисла на откривање на идентитет на оној кој што ја сторил злоупотребата. Значи тоа може да се направи само преку оваа единица. Дирекцијата не може да испитува кој ја направил злоупотребата, туку само да помогне во незиното отстранување физички сето тоа што било спорно да не биде видливо веќе на интернет. Така што тоа се двете места каде што може да се побара помош во секое време. Нормално најголемата помош е, пак ќе кажам, постојаното едуцирање и постојаната контрола. Може да звучи престрого, меѓутоа секако сметам дека родителите треба да ја имаат главната улога во она што значи едукација и воспитување на децата како треба да користат одредена алатка. Јас знам дека многу од наставниците забрануваат користење на мобилни телефони за време на час, што е, да кажеме, сигурна сум дека самите решиле тоа да биде така за тоа што е тоа добро за самиот час и за самите деца. Меѓутоа мерките кои што ги презимаат наставниците се едно и може да не значат ништо ако децата кога ќе искочат од училиште веќе тие мерки не важат воопшто, така што координација помеѓу родителите и наставниците и секако помош од институциите доколку е таа навистина потребна. Да, Елена, тоа е вистина. Дури јас поделив неколку корисни линкови кои што може да послужат за наставниците, за децата, за родителите кои што моментално не следат, го следат овој вебинар, а и за тие што ќе го следат од како ќе заврши онлайн вебинарот. Вистина, Елена, дека освен тоа дека на интернет имаме ризик, никогаш несвесно се изложуваме и на други ризици во секојдневниот живот, а не сме свесни за тоа. Мислам дека некогаш не знаеме како да се заштитиме или кои се нашите права. И тоа е, мислам дека, проблем за сите нас. Да, тоа е проблем кој што генерално се однесува на познавањето на нашите собствени права. Без разлика дали тоа се однесува на нашата приватност на интернет или на нашата приватност дома или на работното место, или ако зборуваме сега се фокусираме исклучиво на приватноста како право. Иако можеби не е конкретно врзано за користењето на интернет, меѓутоа секако е поврзано со користење на нова технологија, сосема свесно во овој вебинар сакав да го споменам и надзорот на вработените. Значи зборуваме сега за нашите слушатели на вебинарот како вработени лица и видео надзорот на работното место, кој што секако, ако зборуваме за училиштата, ја засега и приватноста нормално на учениците. Значи, повторно ќе кажам, можеби не е директно поврзано со користење на интернетот, меѓутоа многу важно за тоа докаде се границите и што всушност смее да биде предмет на надзор. Па од тука и да го наруши нашето право на приватност, доколку е самиот систем инвазивен. Значи, надзорот на работното место или пак по стамбените објекти, нели рековме, ајде ќе зборуваме малку
пошироко за нашето право на приватност, може да биде поставен само заради безбедносни причини и заради ниту една друга причина. Значи, кој колку работи, кој колку пати поминал низ одреден ходник или излегол надвор, не е причина за поставување на безбедносен надзор. Значи, може да биде причина исклучиво она што и, да кажеме, беше првична причина кога се постави видеонадзорот во училиштата, тоа беше безбедноста и на наставниците и на учениците во самите објекти и дворови од објектите. Значи, колку и да е тој потребен и колку и да се дефинира од страна на корисникот дека безбедноста е нарушена, сепак надзорот мора да биде поставен на начин кој што никако нема да ја нарушува приватноста на оние лица кои што се движат на тој простор. И тоа вршење на видеонадзор мора да биде строго контролирано. А тоа значи дека треба точно да се знае кој има пристап до камерите или до софтверот за, да кажеме, ако е евиденција на работно време. И таков надзор постои, или сите ние имаме некаков систем за мерење на работното време. Меѓутоа, сето тоа мора да биде строго контролирано, односно да се знае кој точно има пристап до тие камери, снимки, што може да гледа и на кој начин тие снимки да ги користи. Најважно од се е дали сме ние информирани за тоа дека сме под видеонадзор. Значи, колку сме свесни дека дали е работодавачот, дали е јавен објект или дали е стамбена зграда, колку сме свесни дека има поставено систем за видеонадзор и дека некој, и треба да знаеме кој, нормално има снимка од нас како се движиме на тој простор. Не знам колку од оние кои што се со нас работат на места каде што има видеонадзор, еве може да ни кажат за да знам колку и да навлезам повеќе во целата оваа тема за видеонадзорот. Не знам ако може да го отвориме и ова прашање па да видиме. Да, веќе е отворено прашањето, Елена. Добро, во ред. И интересно е бидејќи повеќето од местата во градот и дури и тие јавните места имаат поставено камери. Не знам дали тој тип на камери се дозволени за снимање на нашите активности на јавноста, бидејќи во градот на Скопје на Република Македонија има повеќе поставени камери, не само во центарот на Скопје, туку на повеќе делови на различни улици. Дали Елена тоа е воопшто дозволено со закон и дали тоа би го нарушило делот на нашата приватност? Па, вака прво би сакала да се задржам на, еве, ако сме тука некаде на крај согласањето, од прилика половина, колку што можам јас во моментов да видам, се на работни места каде што има видеонадзор. Така, мислам, добро ги гледам процентите. Значи, освен тоа што имаме луѓе кои што работат во училишта кои што веќе имаат поставено видеонадзор, колку што знам во групата на слушатели имаме и други лица кои што не се работени во училишта, па кои што можеби размислуваат за видеонадзор во нивните компании и установи. Значи, поставувањето на видеонадзор, следењето на движењето на одреден простор, како што кажав, може да има за цел само зајакнување на безбедноста и заштита на сопственоста на објектот. И тука завршува секоја оправдана причина за тој видеонадзор. Она што не смее да се случи е тој систем за видеонадзор да биде, да кажеме, да може да се
од дома преку интернет на тој систем за видеонадзор. Значи, во користењето на безбедносните камери на работното место треба да постои контрола и пристап од едно или две лица, како ќе одлучи компанијата, училиштето, правното лице без разлика, и да спречи секакво ширење или секакво навлегување во тој систем за видеонадзор. Значи, сега зборуваме за надзор на работното место. Доколку темата за видеонадзор ја прошириме надвор од работното место, односно, еве да одговорам конкретно на прашањето кое што Адријана го постави, камерите кои што ги имаме на улиците, значи оние кои што го снимаат, ја следат, односно безбедноста на сообраќајот, се камери кои што се контролирани од Министерството за внатрешни работи. Да, смеат да снимаат, меѓутоа, што смеат всушност да чуваат во нивната база и што смеат да користат како доказ дека е некаков прекршен сторен, е веќе прашање на кое што може да дискутираме и кое што е засега приватност. Значи, може да се сними регистрската табличка, не може, туку мора, инаку не би имало смисла сето тоа снимање на возилата и сликање, меѓутоа не е кој управува или кој седи на совозачкото седиште. Значи, тука се тие баланси кои што мора да се направат за да се заштити приватноста, а да се постигне целта на зошто воопшто тие камери постојат. Кафулињата се многу често под инспекција од страна на Дирекцијата за заштита на лични податоци, како што може да видиме од нивните извештаи, затоа што самостојно инсталираат камери кои што прават нивните гости да се чувствуваат непријатно, и тоа е апсолутно така. Значи, сега зборуваме за неколку различни типови на видеонадзор кои што не можеме под една дефиниција да ги подведеме дали се добри или лоши. Значи, затоа ги спомнувам овие неколку. Значи, апсолутно во ресторан или во кафич не треба камерата да снима што правиме, што разговараме, што читаме или што гледаме на мобилен, што е случај кога ќе има премногу камери на едно место и кој што дури не е ни оправдано начинот на кој што снимаат со безбедносните причини заради кои што првично ќе ви кажат собствениците дека ги ставиле. Секаде сме под надзор, каде и да се движиме, тоа е факт. Да речеме, дилемата беше исто така за користењето на градските автобуси. Меѓутоа, по неколку неубави случаи, кои што сите сме свесни кои се, одлуката да се постават безбедносни камери беше донесена сосема свесно и контролирано и одобрено од страна на сите институции кои што треба да поминат низ тој процес на одобрување на поставување на тие видеокамери. Значи, повторно ќе кажам, онаму каде што се причините силни и оправдани, апсолутно дека видеонадзорот треба да биде инсталиран, меѓутоа не и да биде злоупотребен. Тука веќе контролата е она кое што е најважно. Не самото поставување на камерите, туку контролата на тоа кој ги гледа, како ги користи и зашто ги користи тие снимки конкретно. Со оглед на тоа колку време ни останува, Адријана, дали... Да, имаме и уште многу кратко време, Елена. Би сакала само, ќе имаат прилика нашите гости на овој вебинар да ги погледнат сите останати информации кои што за нив ги подготвивме и од оваа презентација, меѓутоа и од нашиот сајт Безбедно на интернет. Видов дека го имаш веќе споделено тој линк и неколку други. Меѓутоа, во овие неколку минути што остануваат, навистина би сакала само уште да ги споменеме чувствителните лични податоци, бидејќи сметам дека е тоа многу важно да биде споменато. Апсолутно се согласувам, Елена. Тоа е еден дел кој што е многу битен не само за учесниците, туку и за тие и за децата кои што ги учат нели во работното место, ако се нели педагози.
Дали се согласуваш тогаш да направиме едно кратко прашање за сите присутни во врска со тоа колку они користат и објавуваат фотографии на интернет и на социјалните мрежи? Да, апсолутно, можеме. За колку да дознаеме дали воопшто они нели го прават тоа. Има случај кога, Елена, имам сретнато некогаш фотографии од ученици со наставници на интернет, што мислам дека мое лично мислење, можеби професионално ќе кажам, е дека не треба да бидат објавувани, особено затоа што се нарушува несвесно нивната приватност, а исто така мислам дека и за време на празници како што е Нова година, доделување на сертификати и така натаму. Навистина јас сум сретнала на социјалните мрежи објавување на такви фотографии. Можеби тоа несвесно дека некого го повредуваме, ги повредуваме правата на некое дете или не размислуваме дека таквите фотографии ќе завршат некаде. Мислам дека некогаш треба да се подигне таа свеста дека сите треба да објавуваме до некоја граница, значи фотографии на интернет. Не знам дали ти се согласуваш со моето мислење сега, кое што го дадов пред малку, но мислам тоа е мое приватно мислење, а до некаде и професионално. Да, апсолутно се согласувам со твоето мислење, Адријана, особено кога станува збор за деца. Колку што можам да погледнам јас од оваа страна, гледам некој процент на кој што многу се радувам, иако ми е многу тешко да поверувам дека над 90% ретко објавуваат фотографии, можеби, мислам, не така се изјаснуваат нашите слушатели во моментов, иако на социјалните мрежи ќе се согласиме сите дека се повеќе гледаме секој ден голема количина на фотографии. Зошто, како прво сакам да кажам зошто ги сместив токму тука фотографиите како чувствителни лични податоци, бидејќи самото откривање на ликот, значи ликот не е биометриски податок по дефиниција. Биометриските податоци се чувствителни лични податоци, затоа и тука ги сместувам и фотографиите, особено фотографиите од децата. Значи, нешто се согласувам со мислењето на Адријана за децата, за фотографиите од децата на училиште, туку исто така сметам дека и од нашите деца не треба да ставаме фотографии на интернет, дека многу малку се размислува на тоа дека се работи за туѓа приватност. Не се работи за наша одлука, за нашата приватност, кога објавуваме податоци, информации за некој друг. А тој некој друг, можеби, прво не може да одлучи сам за себе, доколку е многу мал, а второ, има родител или старател кој што треба да се согласи на одредена активност. Затоа и генералната препорака е кога сакаат училиштата или наставниците да објавуваат фотографии од активности кои што ги реализираат со нивните ученици, да побараат согласност. Сега не зборувам за секоја активност, секој ден да бараат согласност, туку да речеме на почетокот на годината да побараат согласност од родителите, дали се согласуваат нивните деца, кои што секако ќе се појават на одредени фотографии од одредени активности, да бидат јавно објавени на некоја социјална мрежа, во зависност од тоа нели нормално што користи училиштето или не. Доколку родителот не се согласи, апсолутно треба да се почитува неговото право и неговото дете да не биде воопшто ни фотографирано и да не биде објавено никаде. Јас знам дека е ова тешко со оглед на тоа колку деца има во една паралелка. Меѓутоа е единствен начин да се испочитува туѓата желба за приватност и е единствен начин да се заштитат и наставниците со самото тоа дека имаат или не имаат писмена согласност од родителите дали сакаат нивните деца да се појават на интернет.
Значи, ова е еден мој совет во смисла на заштита на сите оние кои што работат со деца, меѓутоа и на сите оние кои што работат со, бидејќи имаме и невладини организации вклучени на овој вебинар, за сите оние кои што работат со ранливи категории на граѓани, истото важи. Значи, секој оној кој што не носи одлука самиот за себе, а за него тоа го прави старател, без разлика дали е тоа институција, родител, треба да побараат писмена согласност за објавување на било какви податоци, особено фотографии на интернет од лицата кои што се вклучени во некоја активност на училиштето или на организацијата. Зошто го кажувам ова? Затоа што често на одредени фотографии од одредени активности може да се забележат и некои здравствени состојби на некои од лицата, а и здравствените лични податоци се чувствителни лични податоци, па затоа сметам дека треба ова да биде потенцирано и кажано. Апсолутно. Да. Повеле. Сакав само да те потсетам да привршуваме за да имаме една минута за да одговориме на две прашања. Можеме веднаш да преминеме на прашањата, тоа е поважно, нема никаков проблем, како што кажав, сето ова што го зборуваме и многу повеќе ќе биде достапно веднаш по завршувањето на вебинарот, а и зашто ќе имаме и втори, ако имаме интерес и секако е ова тема на која што може многу долго да се зборува. Додека ние одговориме на прашањата, јас би ги поканила сите кои што присуствуваа на овој вебинар да ни одговорат дали овој вебинар, односно оваа тема беше корисна за сите вас. Додека Елена, дали ќе може ти во меѓувреме да одговориш на Снежана, која што прашува дали е во ред малолетните ученици да креираат мејл адреси со лажни податоци само за да имаат своји профили за социјални мрежи или онлайн игри? Да, ова е нешто што се однесува на снаодливоста на на најмладите за да најдат начин да ги користат овие сервиси. Нормално дека не е во ред. Анонимноста никој не може да ја забрани на интернет, или ако зборуваме за креирање на профили и имейл адреси со лажни податоци, повторно тоа како однесување, ќе речеме, не е во ред. Меѓутоа, не може да немаме начин да го спречиме. Тоа сакам да го кажам, значи самото користење на тие платформи за игри или на социјалните мрежи во политиките на приватност е ограничено. Меѓутоа, начин на проверка, на верификација на тој податок не постои. Затоа ќе кажам дека улогата, како што споменав и претходно, и на родителите, и на наставниците е токму во тоа. Секако дека не можеме 100% да бидеме сигурни дека детето само не креирало, не се снашло да креира. Меѓутоа, со оглед на тоа дека немаме начин, односно самиот сервис нема начин на верификација, едноставно не е во ред, меѓутоа се случува и треба да ги научиме децата да бидат отворени и да ни кажат што користат, затоа што ако кажат дека имаат веќе некаков проблем, како што споменав и претходно, многу ќе биде потешко да се реши. Подобро е родителот да му помогне на детето Но сепак јас би сакала да ви се благодарам. Да, Елена, за кратко те изгубивме, но најверојатно е тоа бидејќи ги потрошивме минутите кои што нели ги имавме предвидено за овој вебинар. Секако резултатите кои што произлегоа од последното прашање дали овој вебинар беше корисен за
за вас. Со оглед на тоа дека повеќето, односно 88% од присутните на овој вебинар одговорија дека да, беше корисен овој вебинар. Ние ќе се обидеме уште еднаш, значи, да се навратиме на оваа тема и да организираме уште еден вебинар на истата содржина, со тоа што можеби ќе направиме некаков вид односно некаква селекција на која што ќе може да одбереме одредени проблематики, особено за делот дека наставниците веќе имаат некои проблеми кои што не можат да ги решат, а исто така се многу горливи, би кажала, а можеби би сакале да разговараат со нас наставниците во врска и со говорот на омраза кој што произлегува или од користењето на интернетот, и исто така навлегува и во делот на приватноста на другите ученици. Така да не знам дали целосни одговоривме на Снежана, но се надевам дека Елена ќе може да ни кажеш нешто како за крај пред да го затвориме вебинарот. Дали имаш некоја крајна препорака до сите кои што учествуваа денес на овој вебинар? Во секој случај сметам дека секоја наредна активност би било добро да се организира на конкретни теми. Ние свесно одбравме денеска да зборуваме за неколку работи кои што се повторуваат како проблем кога станува збор за безбедноста на интернет. Меѓутоа има многу детални теми на кои што можеме заеднички да ги дефинираме и да ги дискутираме натаму со наставниците особено. Генералната препорака е дека секогаш треба да се актуализира прашањето на безбедност на интернет и да се зборува со младите, не само од аспект на приватноста, туку генерално од аспект на паметно користење на се што интернетот нуди, а при тоа свесно и за последиците кои што може да ги предизвика несоодветното однесување на интернет. Повторно ќе кажам, отворени сме за тоа да чуеме кој е конкретниот интерес и конкретните проблеми кои што наставниците ги имаат, за да можеме да креираме и содржина која што ќе биде многу подетална во смисла на одговарање на прашањата поврзани со нивните актуелни проблеми. Секако, Елена, јас би сакала да ти се заблагодарам за сите овие совети корисни кои што ни ги даде денеска и ни помогна да идентификуваме што би било корисно за граѓаните, односно кои проблеми би ги решиле ние преку ваквите вебинари. Секако јас сум оптимиста дека ќе организираме повторно вебинар на некоја слична тема како што е оваа. На сите кои што поставивте прашање или поднесовте коментар, а не успеавме да го прочитаме, би сакала само да ви се заблагодарам и да ве информирам дека после оваа вебинарска сесија ќе одговориме на вашите прашања или коментари. Веднаш по сесијата ќе ги пратиме на Елена, која што со задоволство ќе се обида да ни помогне да ги одговориме сите овие ваши прашања. Јас ви благодарам за учеството денеска на овој вебинар и се надевам дека ќе не следите на нашите социјални медиуми, бидејќи ние сме на социјалните мрежи, но секако како заклучок од овој вебинар мислам, Елена, дека сите треба да знаеме до кој дел може да ги користиме социјалните медиуми безбедно и да, интернетот не е закана, интернетот е преубаво место каде што има премногу ресурси кои што може да ги искористиме. Не мора да значи дека се е опасност, но со ваквите едукативни вебинари и експерти кои што цело време не водат кон безбедно користење на ваквите алатки и правилно користење, ќе се обидиме колку толку да се заштитиме нас, нашата околина, нашите најблиски и се надевам дека наредниот пат ќе се видиме повторно, секако ќе ве информираме претходно
и ќе се видиме во со наредната тема која што ќе објавиме набрзо на нашите социјални медиуми, на нашата веб страна. После завршувањето на вебинарот ќе ви пратиме снимка од овој вебинар и презентацијата. Јас ти благодарам, Елена, уште еднаш што беше денеска со нас на нашиот вебинар. Се надевам дека и беше интересно искуство и за тебе. Секако, ако имаш уште нешто да кажеш, јас би сакала да ви се заблагодарам и се гледаме наскоро. Благодарам.